Граѓаните од Шуто-Оризари се третирани долго време како граѓани од втор ред. Мојот концепт е Скопје еднакво за сите граѓани. Тоа подразбира рамномерен развој во секоја населба, во секое населено место, да сите имаат еднакви услови за живот. Дополнително овде во програмата имаме ветено на барање на жителите културен дом Есма Реджепова, место каде што младите ќе можат да се дружат, да креираат, но и повозрастните да го поминуваат своето време. Започнуваме со хортикултурно и партнерно уредување на потегот од Зеленото пазарче до улица Македонија. Поставуваме нова изолација за спречување на течење на вода во подземните гаражи, а целата површина ќе добие нови плочки, зеленило на 2400 квадратни метри, модерно лето осветлување и урбана опрема. Поставуваме и нови детски реквизити, кошаркарско игралиште со нова подлога и систем за наводнување. Нема пробивање на нова улица. Оваа улица е 50-та дивизија која со години е заборавена и запоставена. Јас се обврзувам дека уште во првите 6 месеци од мојот мандат улицата ќе биде целосно реконструирана. Ќе изградиме нов коловоз, тротоари, пешачки и велосипедски зони и зелен појас. Ќе воспоставиме ред во паркирањето и ќе воведеме резидентни паркинг места за жителите, конечно да имаат приоритет пред сите други. Секако, и овие кабли позади нас ќе бидат под земја. 2% од општинскиот буџет ќе биде враќан назад кон урбаните заедници, а тоа значи од 15 до 25.000 евра годишно во зависност од бројот на жителите. Тоа значи дека граѓаните нема да имаат потреба да за ситни работи се јавуваат во општината, туку сами ќе одлучуваат и ќе имаат сопствен буџет за обележување на пешачки премини, за поставување на стопчиња. Карпаш не сака повеќе празни зборови и лажни обвинувања, сака нова политика. Политика со јасна програма, каде што секој денар на граѓаните ќе биде видлив и оправдан. Јас нудам план за транспарентна и модерна општина, за чист воздух, за уреден урбан развој и крај на партиските тендери. И тоа не е ветување, тоа е обврска. Доста беше од луѓе што со години ја држат општината во раце и мислат дека сите ќе заборават што направиле. Карпаш не е нивна приватна фирма. Предвидуваме изградба на нови, модерни и безбедни детски игралишта, вклучително и сензорни игралишта за децата со попреченост. Ќе се адаптираат рабниците на тротоарите, ќе се изградат тактилни патеки, затоа што пристапноста не е луксус, тоа е човеково право. Особено внимание ќе посветиме на решавањето на проблемот со кучињата скитници, преку системска соработка со сите надлежни институции, за да обезбедиме безбедна и хумана средина. Ќе изградиме нови велосипедски патеки, ќе воведеме брз и функционален јавен превоз. Без разлика на етничка, верска припадност. Значи, фокусирани сме на проекти и сакаме да продолжиме во тој тренд. Значи, улици, патишта, без разлика на село, на население, сите се равномерно застапени во општината. Населението докажи во првиот круг, значи тогаш имавме албански гласови, сега ги очекувам. Значи за соживот докажано е и уште еднаш повик во сите. Не сме за омраза, не сме за поделба. Да го постигнеме она што го посакуваме, да на нашите сограѓани во Шуто-Оризари им овозможуваме подобри услови за живот пред се, нели, да има инвестиции во Шуто-Оризари како и во другите општини, да Шуто-Оризари да не биде заборавена општина како до сега, нели, да може да нашите сограѓани да бидат директно вклучени во работењето, односно во носењето на одлуките на општината, нели, целата администрација, буквално да направиме една нова промена.